драги гледачи, во денешното издание на Екстра шоу на Канал 9 Блок телевизија ќе има многу интересни вести. Пред сликите ги гледате за кого се работи. Величествениот султан Шехерзад ќе ја засени Хурем во Величествениот. Бергјузар Корел се појавува во продолжението на серијата Величествениот султан во улога на госпоѓата Моника Тереза, убава и негувана европска дама која доаѓа на дворот на султанот и ги остава жените од харемот во завист од нејзината блескава убавина. Погодина ќе се најде Хурем кога Моника Тереза ќе покаже својата убавина пред Величествениот. Бергјузар Корел за оваа улога учи италијански јазик, се појавува во серијата како добро пресметан потек на сценаристите, токму се појавува кога се појави гласините дека Бергјузар во приватниот живот е сопруга на Халид Ерџан, односно Величествениот султан, и станала љубоморна на убавата Хурем во која султанот е смртно заљубен. Така Бергјузар гордо ќе настапи во хит серијата и уште повеќе ќе одголеми гледаноста на историската драма. Како Хурем ќе се справи со својата завист на убавината на Моника Тереза, гледајте во Величествениот султан на Канал 5 телевизија. J-Lo му плаќа часови по танц на својот танчер. Пејачката J-Lo, односно Дженифер Лопес, му плаќа на својот танчер, односно 18 години помлад, часови по глума. 8 часовите J-Lo дневно го чистила се и со десетина илјади евра. Со вакви девојки и многу балкански земји би се спасили од економска криза. Конечно, имам уште една вест, конечно се случи долго најавуваниот спектакл на Мадона на полувремето на финалето на американскиот фудбал Супер Боул. Таа изведе најновата песма Give Me All Your Lovin' и ги отпи хитовите Walk и Like a Player, огромна сцена, владеачка во телја, златни модни детали. Мадона уштинашка го оправда епитетот кралицата на поп музиката. Адриана Лима ги откри нејзините желби за делот на влюбените. Ангелот на Викторија Секрет скромно посакал рози. Ги откри желбите и на сопругот Марко Јарик, му ја разреши дилемата околу подарокот. Сега сигурно нема да му биде тешко да ги допре емоциите на славната бразилка. Ако сопругот ми прати рози за Свети Валентин, ќе бидам многу среќна. Нема што побаво од тоа да добиеш букет цвеќиња од оној што те сака, рекла Рима. Трачовите од овој викенд не ја заобиколија ниту Дженифер Лопес. Решила своето 18 години помладо момче да го направи звезда, па му плаќа часови по глума, што се не прави холивудскиот тренд да се појавиш на филмско платно со својот партнер. Но освен часовите, J-Lo дневно го честитала и со десетина илјади евра. Со вакви девојки и многу од балканските земји би се спасили од економска криза. Веле Тодоровски. Драги гледачи, при самиот крај уште една вест во соработка со блог сајтот Канал 9. Само Бекам избркан од блиски фудбалски надпревар. Бекам бил исфрлен од надпреварот по долгата низа на мешањето во судењето на самиот судија. На едно од децата му беше досуден фаул и беше отстрането од играта. Јас му реков на судијата, ајде, детето има 7 години, не може да го отстраниш од играта, а тој им одговори, можам, го раскаже славниот фудбалер инцидентот пред ITV. Бекам подоцна се врати на надпреварот, каде што играше неговиот син. Тој доби пред тоа црвен картон од судијата.
Линдзи Лохан, уште една вест пред крајот, Линдзи Лохан, гнеда на медиумите, ќе ги тужат што лажеле дека пие. Сите медиуми кои објавиле дека Линдзи Лохан пиела алкохол викендов на забава во Холивуд, најверојатно ќе добијат тужби од Линдзи Лохан, изјави ТМЗ. Таа гневна на овие извештаи вели дека се лажни, таа на забавата пиела само чиста вода, со оглед на тоа што лажните извештаи можат да ги попречат напорите на Линдзи Лохан да спаси својата кариера, таа сериозно разговара со своите адвокати за тужба против нив, односно медиумите. Благодарам што го пратите ова шоу. Значи, посетете ме на сајтот www.canal9.blogspot.com и на YouTube профилот